Здраво на сите и добре дојдовте. Денес зборуваме за средниот век. Тоа е период од 1000 години, кој, да бидеме искрени, често изгледа како еден огромен, хаотичен неред од кралства, војни и некакви пресврти. Но што ако постои поедноставен начин да ја склопиме целава оваа сложена слика и навистина да ја разбереме суштината? Кога ќе се спомне средниот век, веднаш ни паѓаат на памет безброј кралства, династии, настани. Многу е тешко да се види големата слика. Навистина, чувството е како да се обидуваме да составиме некоја огромна сложувалка, ама без да имаме сликата од кутијата за да знаеме што правиме. Ама постои начин да го средиме овој хаос. Ајде да ја замислиме Европа како една огромна театарска сцена. Наместо да се изгубиме во сите детали, ќе се фокусираме на трите главни сили, или да ги наречеме актери, кои всушност ја обликувале целата ера. Ова ќе ни помогне да ја сватиме вистинската динамика на моќта. Па да почнеме со представување на нашите главни протагонисти. Секој од нив имал своја улога, своји амбиции и, се разбира, оставил траен белег на историјата. Првиот актер е Византија. Замислете само, додека Западот тонел во тотален хаос по падот на Рим, на исток Римската империја едноставно продолжила да живее. Со центар во Константинопол, таа била најбогатата и најкултурна држава, еден вид штит на Европа и, што е клучно, главниот извор на христијанството за словените, вклучувајќи не и нас. Вториот актер е Светото Римско царство. На Запад пак германските племиња се обиделе да ја обноват славата на Рим, но на свој германски начин. Кога Отон I бил крунисан во 962 година, тоа било јасна порака до светот. Еј, ние сме новите наследници на Рим на Запад. Сега, како што вели една позната изрека, тоа не било ниту свето, ниту римско, а не било ни вистинско царство. Иако името звучи многу грандиозно, во реалноста тоа било еден прилично лабав сојуз на стотици мали германски држави. Ова е клучно за да се разбере таа постојана внатрешна борба за моќ. И третиот актер на нашава сцена се националните држави. Додека Византија и Светото Римско царство се гледале себе си како универзални империи, некаде во позадина полека се раѓала иднината. Во Франција, например, династијата Капети полека ги обединувала феудалците, додека во Англија Вилијам Освојувачот воспоставил силна централна власт. Добро, сега кога ги знаеме главните играчи, ајде да видиме каде се вклопува Македонија во оваа голема европска приказна. Како незината историја се одвивала паралелно со овие моќни сили. Оваа временска линија совршено покажува како се е поврзано. Погледнете го 10-тиот век, додека Отон I го формира Светото Римско царство на Запад, тука на Балканот се создава Самуиловото царство, една моќна словенска држава која директно и прекосела на доминацијата на Византија. Или да скокнеме во 13-тиот век, додека во Англија се подпишува Магна Карта, крстоносците го освојуваат и буквално го уништуваат Константинопол. Историјата никогаш не се случува во вакуум. А кога веќе зборуваме за Самуел, мора да ја споменеме неговата тврдина. Таа не е само некоја туристичка атракција, туку е символ на моќта на едно царство кое било сериозен играч во регионот. Тоа била држава што директно ја предизвикала Византија. И тоа покажува дека историјата на Балканот не била само пасивен одраз на големите империи, туку дека и тука се создавале сопствени центри на моќ. Односот меѓу Истокот и Западот го дефинирале два клучни драматични настани. Прво, големиот раскол од 2054 година, кој создал длабока, трајна религиозна поделба. А потоа, трагедијата од 1204, кога крстоносците, наместо да бидат сојузници, станале освојувачи. Оваа рана меѓу двата света реално никогаш не зараснала целосно. Но, додека сите овие империи и кралства се бореле за превласт, една сила, која не познавала ни граници, ни кралеви, била на пат да ја промени играта за сите. Во средината на 14-тиот век на сцената пристигнува нешто што ќе го промени светот за секогаш. За да ја разбереме катастрофата што следи, мора да се обидеме да го замислиме секојдневниот живот. Градовите биле пренатрупани. Зборуваме за тесни, каливи улички, без канализација, каде отпадот се фрлал директно на улица. Со други зборови, совршени услови за една болест да се шири со незамислива брзина. Бројката е просто застрашувачка. Црната смрт или чумата збришала најмалку 1/3 од целото население на Европа. Замислете, еден од секој тројца луѓе што ги знаеле, исчезнал.
Цели села и градови биле избришани од мапата. Луѓето нормално немале никакво објаснување. Мислеле дека е божја казна или црна магија. Вистината сепак била многу попрозаична. Болеста пристигнала од Азија преку трговските бродови, скриена на грбот на најмалите суштества, болви кои живееле на стаорци. Ова само покажува колку светот, дури и тогаш, бил поврзан. Последиците од сето ова биле револуционерни. Одеднаш имало огромен недостиг на работници. Оние што преживеале можеле да бараат многу поголеми плати. Целиот феудален систем, каде селаните биле врзани за земјата, почнал да се распаѓа, не поради војна или декрет, туку поради една пандемија. Ова пак довело до масовни силански бунтови, кои покажале дека стариот поредок умира. Кризата, предизвикана од чумата, заедно со сите други политички промени, само го забрзала крајот на средниот век и го отворила патот за нешто сосема ново – зората на модерното време. Ајде само да ги поврземе точките. Во 1453 нашиот прв актер, Византија, конечно паѓа. Османилите го заземаат Константинопол и со тоа го пресекуваат копнениот пат за трговија со зачини кон исток. Ова не бил само пад на еден град, туку пресврт што ја редефинирал целата светска економија. Токму ова ги принудува европејците да бараат алтернатива по море, што директно води до патувањата на Колумбо и Магелан. Крајот на една ера бил катализатор за почетокот на друга. Да се разбереме, животот на овие истражувачи не бил воопшто гламурозен. Ова е еден мал, но многу впечатлив детаљ за реалноста. Храната им била ужасна, а условите брутални. Овие луѓе пловеле во непознатото, хранејќи се со нешто што денес веројатно не би го ни допреле. И уште еден факт што го менува нашето општо разбирање на историјата. Иако Колумбо стигнал прв, тој до крајот на животот мислел дека е во Индија. Америго Веспучи бил тој што сватил дека станува збор за нов свет. И токму поради тоа, континентот го носи неговото име, а не на Колумбо. И така, нашата средновековна представа завршува. Средниот век не исчезнал преку ноќ. Неговите кризи, откритија и конфликти ги поставиле темелите за светот во кој живееме денес. И ова не остава со едно последно прашање за размислување. Дали историјата е составена од остри резови или е еден бесконечен тек на трансформација?